мислам дека не знаеме младите доволно да си ги цениме. Тоа е еден голем проблем кој што ќе ни се одразува понатаму ако не ги цениме младите луѓе, бидејќи велат светот на младите останува, ама јас се надевам дека и Македонија треба да остане на младите, не само светот. Околу законот за високото образование, прво морам да пофалам дека се бараат критериуми повисоки и треба да се бараат што повисоки критериуми за избор во звање, затоа што ако немаш ти лично добро CV, како ќе му предаваш некому? Прво, тоа е одлично. Меѓутоа, забелешката е на тоа што во предизборието ветија дека ќе се запослуваат 500 студенти на генерација, а сега во законот во член 174 став 15 точка 3 велат дека ќе се запослува од редот на 10 најдобри студенти во последните 2 години. Такви списоци на жалост не постојат кои се тие 10 најдобри. Тоа е број 1 проблем, што нема да имаме систем како да знаеме дали комисијата одбрала од редот на 10 најдобри или на некој друг начин, така. И уште една многу интересна работа е околу тоа што на рецензионите комисии им се дава дискреционо право на избор. Например, се бара за некој избор звање да имаш 2 изложби. И да се пријавува кандидат кој што има 2 изложби, се пријавува кандидат кој што има 20 изложби. И едниот и другиот го исполнуваат критериумот. Комисијата има дискреционо право да одлучи кој кандидат е подобар. Тоа сметам исто дека тоа во став 16 од овој закон е дискреционото право, дека треба да постои меринг систем кој има повеќе достигнувања тој да биде избран. Дискреционо право сметам дека може да има човек за приватни работи, кој ќе бира на пример маж или жена, имаш дискреционо право да си одбереш сам. И не смее никој да ти се меша, ни родител, ни никој. Ама кога бираш на факултет некој да работи, не смееш да бираш како за себе си, бидејќи бираш за институција и за држава некој што ќе оформува. Така да тоа е мој апел до Министерство како забелешка околу изборот на првенците, дека треба да се вметнат првенците на генерација. Наспроти ова 10 најдобри кои што не знаеме кои се тие најдобри, да. Пошто може и друг список вака под масичка да се провлече. Бев студент на генерација кога дипломирав и така барав исто работа и секаде приложував вака тогаш солидно CV, сега имам уште по-добро. И секаде беше не е проблем, нели? Тоа супер си ти ние. Ама има уште некои услови кои што, нели? Искрено мислам дека добро што не ми ги кажале, оте ќе ги кажав овде кои се тие.